Организирањето на забавата по повод годишнината од рамковниот договор и школата за млади лидери, која исто така беше дел од одбележувањето, е можеби единствениот проект на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, со кое раководи првиот вице-премиер Артан Груби. Министерството, кое е меѓу рекордерите по вработени повеќе од 1400. Само за 2022 година има буџет од 3 милиони евра за плати, а по се изгледа не се организираат проекти со кои треба да се подобрат односите меѓу заедниците, што впрочем е првичната дејност на ова министерство. Ниту на официјалната веб страница, YouTube каналот, ниту на Facebook страницата не може да се види дека Министерството организирало нешто друго последниот период, освен така наречениот Peace Forum, кој беше во склоп со фестивалот посветен на рамковниот договор. Најчесто Facebook страницата се користи и за промоција на вице-премиерот Артан Груби, што изјавил каде гостувал и со кого бил на средба. Дел од главните дејности на Министерството се однесуваат на функционирање на политичкиот систем, други прашања што се однесуваат на политичкиот живот и односите меѓу заедниците, давање на поддршка во подготвувањето на методологија за донесување на акциони планови на владата во областа на правичната застапеност при вработувањето. Се обративме до службата за односи со јавност, колку и какви проекти организираше Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците последните 2 години и колку пари се наменети за проекти кои би ги подобриле односите меѓу заедниците на годишно ниво. Одговор се уште нема. Министерството беше основано во 2019 година, кога собранието со двотретинско мнозинство ги усвои Законот за влада и Законот за организација и работа на органите на државната управа. Така секретаријатот за рамковниот договор стана министерство кое требаше да ги прошири своите дејности. На администрацијата и требаше цела година за да го отвори официјалниот вебсајт, а се правдаа дека поради потребата од нејзина преработка и надградба, веб страницата одредено време не функционирала. Во 2020 година Министерството потроши 9 милиони евра за плати за вработените. Институцијата со која раководи Груби беше на тапет и поради нерационалните трошоци од илјадници евра за жардењери, ажурирање на вебсајт и перење автомобили.